станицата е поставена точно на такво место кое што е густо населено, место кое што има слаба циркулација на воздух и место во кое место или област или дел од градот кој е оптеретен со доста стамбени единици и објекти кои што продуцираат такви PM честички на некој начин, бидејќи и согледувањето и нашите анализи се дека во Струмица, во нашиот град, најголем процент на тие PM честички, PM10 честички, се од огревот, од домаќинствата. Тука има поголеми објекти, вие сигурно ќе се сетите, тука е, еве да ја спомнам и ЈЗО општа болница. Станицата е во непосредна близина на тие, во низиниот двор, во низиниот двор. Се уште општа болница користи како огрев фосилни горива, нафта, која исто така е еден од причинителите за поголемата концентрација и е во многу блиска, непосредна близина на ова. Тука има и други објекти, сега да не ги спомнувам, не е интенцијата таа, тие веќе разговаравме со нив, покрај тоа што има нели повеќе стамбени единици тука околу. Разговаравме со тие правни субјекти да поднесат барање да се промени видот на горивото, фосилни горива, да се приклучат на газ. Ние сме тука спремни да помогнеме и да соработуваме и да го забрзаме тој процес. Ова го спомнав во контекст на, ако може малку да влијам на луѓето, мислам најчесно и најодговорно, дека овие вредности кои што ги гледат како пикови, кои што стварно навистина на моменти покажуваат некои високи вредности, создаваат некоја доза на вознемиреност и паника кај луѓето и таа беше идејата. Ние намерно ја поставивме така за да видиме колку е тука концентрацијата. Меѓутоа мора да знаат граѓаните дека тие пикови или најголеми вредности не се валидни толку за ризикот за човековото здравје. Јас би сакал само еден-два податоци ако ми дозволите. Постојат строго пропишани правила кои вредности се вознемирувачки. Значи постојат отприлика две така позначајни вредности кои би сакал да ги спомнам. Тоа е, значи едната е прак на алармирање и помалата е прак на информирање. Тоа значи дека доколку концентрацијата на PM честичките е повеќе од 100 микрограма на метар кубен, просечна, во текот на цел ден надминува над 100, тогаш настапува или доваѓаме до тој прак на информирање, кој бара одредени мерки, како кои можем и ќе ги набројам малку покасно, и поголемата или така да речеме повисоката концентрација на PM честички, PM10 честички над 200, но средна вредност дневна надминува над 200 микрограми на метар кубен во тек на 24 часа, во последователни 2 дена и во склад со метеоролошките прилики во тој момент во градот. Значи тоа е една комплексна мерка или вредност која ако се случи, тогаш настапуваат или има потреба од некои мерки. Таков случај во Струмица, иако нели има вакви повисоки вредности во некои моменти добиено, се има само еднаш случајно. Мислам дека беше околу 27 и 28 јануари